За да ги подмири основните трошоци, му фалат околу 50 евра на едно македонско семејство, во кое двајца вработени земаат минимална плата. Според пресметките на Сојузот на синдикатите на Македонија, трошоците за живот растат, така што вредноста на синдикалната кошница за месец декември 2020 изнесувала 33.696 денари, што е за околу 1000 повеќе од истиот месец предходната година. Тетовци во анкета се согласуваат дека примањата во семејството едва истигнуваат за сметки и за храна, а за дополнителни трошоци не останува ништо. Испод 30 ништо не одговара, да ви кажам искрено. Ние живиме со 15.000, ама ние знаеме како. Со една пензиичка мала тоа е. Тројца сме. Иначе испод 30.000. На што најмногу се троши? Знаеме шо. Прво да ги подмириш сметките, второ да се земеш за јадење, друго нема. Останува ли за некои задоволства? Тешка работа, тешка работа. Задоволство дома ќе се земеш, ако има ќе пјунеме, ако не, ќе седим. Па на 30 би требало. Би требало. Иначе сега со минималниве плати ништо апсолутно. На што најмногу се троши? Највише се троши за јадење. Еве сега празници, плюс тоа поиќе. А највише мислим на јадење, не да мислим и тоа е всушност точното. А останува ли нешто да се заштеди или некој Апсолутно не, апсолутно не. Не, колку да штедиш, да се трудиш, апсолутно не. Ако заштедиш одедно, иди по аптеките тамо. Дужен и така. Сега скупо се, што ќе земаш скупо е. Или струја и телефонот е. Најмалку 300 евра мора да има. На Или што повеќе. најмногу се троши во семејството? Па не знам, зависи како купат они. Месо не може они да земат, зашто нема паре. Треба паре да имаш па да земат, па да трошиш повеќе. Само лепот или нешто што може да јаде. Инаку, според пресметките на синдикатот, најмногу пари се трошат на исхрана и пијалоци – 14.078 денари и на домување 10.817 денари. За хигиена едно просечно семејство одвојува 2386, за превоз 2464, додека за облека и обувки 2159 денари. Најмалку се одвојува за култура, односно 1066 денари, и за одржување на здравје 724 денари.